Има многу фраери кои што сакаат да си остават колата пред кафиш, да излезе да седи, да гледа возилото, сите да го гледаат додека он пие кафе. Кисата од ѓубре кој што би требало најверојатно кога ќе излезат да отидат и да депонираат во контенер, дури низ прозор ја фрлаат. Тоа се тие ја што викам наши болести на малограѓанштината. Здраво на сите, јас сум Марко Баловски, денеска со мене е Мила Јованова. Здраво и од мене. А наш денешен гостин ќе биде градоначелничката на Скопје, Даниела Арсовска. Добре дојдовте. Здраво и баш ми е мила што сум денеска дел од вашиот подкаст. Мило ни и на нас. Како сте? Како ја поминавте оваа недела? Работно, обврски? Неделата беше работна како и секоја друга недела, исполнета со многу проекти што ги реализираме во моментот, од кои што најголем дел поврзани многу блиско со темата што имате денеска на подкастот, а тоа е животната средина, загадувачите од една страна и од друга страна проектите кои што ги реализираме за да се справиме со овие загадувачи и плюс дополнително да можеме да засадиме што е можно поголеми зелени површини во град. Така, одлично, Милонија. Поврзано со вас, како вие се релаксирате од стресната работа? Како го поминувате викендот? Дали имате некое хоби? Хоби да имам, нема време сега во моментот, затоа што работиме 7 дена во неделата, секој ден. Так. Оно што го правиме навистина зафаќа многу време, а сме лимитирани со тоа што значи овој мандат е ограничен и тоа во тоа време мора да направите се оно што е ставено во програмата и што е ветено пред луѓето дека мора да се реализира. И затоа гледаме што е можно повеќе секој ден да ни биде исполнет со оние активности кои што треба да ги направиме за да ги исполниме сите овие ветувања што сме ги ветеле. Така, а дури кога ќе имате нели помалку врски, ете, во вашето слободно време, што практикувате да правите? Дали попрво би седеле дома, би прочитале некоја убава книга или пак би излегле надвор, би се прошетале во парк? Па добро, до сега не сум имала баш нешто многу слободно време. Гледам кога има слободно време, го поменам со семејството. Вашите блиски. И сега во овие последни 2 години се помалце и помалце има слободно време, меѓутоа баш токму секој еден слободен момент што го имам, го минувам со нив. Так. Имам син кој што има 19 години и сопругот и гледаме што е можно на подобар начин, поквалитетно да ги поминеме она време кое што го имаме заедно. Така. А ако би се навратиле на вашите средношколски денови, например, какво хоби сте имале тогаш, што се сакале да правите? Добро, во тоа време средното училиште беше многу поинтерактивно тоа што е сега. Сега ви се на располагање голем број на дигитални алатки, голем дел од младите континуирано се онлайн, имаат можност и пристап до многу информации, податоци. Меѓутоа исто така и се помалку интеракција имаат лично меѓусебно. Порано тоа беше многу поразлично од тоа што е сега. Младите најголемиот дел од времето го поминуваа надвор заедно со спорт, рекреација, разни игри, комуникација и имаше навистина многу повеќе интеракција и ако можам така кажам дружење, нешто што сега не е можеби толку меѓу младите и не е атрактивно, нити пак можеби е толку многу често да се види и да се најде тие малски дружби што сме ги имале ние пред многу години, кога сме биле на ваши години. Јасно, младите сега се баш со дигитализацијата многу обседнати и постојано се на телефоните. Не само што се на телефоните, туку тоа е начинот на кој што сите функционираат и доколку не функционирате на тој начин, можеби нема да можете да комуницирате подобро со секој така и од една страна може и тоа е убаво и пристапот до информациите и тоа што можете многу повеќе знаење да добиете од она кое што ние сме го имале, не биле лимитирани многу оние извори на информации тогаш во тоа време, меѓутоа затоа многу повеќе сме се дружеле, начинот на кој што сме го минувале времето било поинакво, имаше голем дел на предмети кои што сега во ова време поново ги нема. И така да беше интересно, беше забавно, како и за секој млад човек, неговото време носи убави нешта, како и во вашето време што е нешто сега убаво и атрактивно, не знам дали некоја наредните генерации ќе има можност нели со истиот. Да, тоа ми беше следното прашање, дали има некоја надеж, дали можеби ќе се вратат тие времења, децата пак да го поминуваат своето слободно време надвор, наместо да седат дома. Вие сте нашата иднина и вие сте оние кои што
генерирате што е она кое што ќе биде популарно меѓу вас. Значи, меѓусебно трендот кој што ќе го креирате е нешто кое што ќе се реализира понатаму, доколку сметате дека нели да бидете повеќе заедно, да го минувате времето во директна интеракција, а не во она која што е во електронска или дигитална форма, можеби на тој начин млади луѓе како вас кои што влегуваат во светот каде што можеби се поголеми инфлуенсери од некои од останатите, со својот личен пример може да придонесат кон тоа да сите останати кои што се ваши врсници, меѓутоа и оние кои што се понови помлади генерации кои што доаѓа, да го следат начинот на однесување кој што вие го практикувате. Така. А што мислите за пример за нашата младина според вас, дали доволно се грижи за екологијата и животната средина? Да бидам искрена, моето мислење можеби е поспротивно од она кое што другите го мислат. Јас мислам дека кај нас во Македонија младите се исклучително талентирани, исклучително паметни, одговорни, хумани. Тоа можевме да го видиме и денеска. Организиравме една хуманитарна акција која што повеќе дена наназад трае и нели една од тие активности беше во четвртокот во сите 50 градски институции имавме хуманитарна акција за подигање, односно собирање средства за лекување на младиот Леонид кој што се наоѓа на лекување во Австрија, за да може нели да се врати и дома и да продолжи со она кое што е важно за да има поквалитетен живот. И исто така и една од акциите беше значи во петок во организација на сите 23 средни градски училишта на град Скопје, еден хуманитарен базар кој што ги собра сите млади од сите овие 23 наши скопски средни училишта во средното училиште Ѓорѓе Димитров, каде што тие со сопствени изработки, со рачни изработки, со баш во буквална смисла еден фантастичен базар, не изненадија со тоа колку се иновативни, колку се паметни, колку сакаат да помогнат, колку срце имаат и колку се обидуваат да помогнат на некој кој што се наоѓа во моментов во неволја, сметајќи на тоа дека утре може на секој еден од нас да му се случи истото и би сакале да знаете дека во општеството има некој кој што е одговорен, кој што мисли на вас и како другарче, како пријател, па дури и како некој што со граѓани од истиот град, би сакале да знаете дека има некој кој што може и ќе сака да ви помогне, доколку не можат останатите институции. И толку беа посветени на тоа, голем дел од нив има и многу убави еколошки проекти направено, тоа ни се допадна од повеќе од средните училишта, значи со некои мини сакси, бонсаи, рачни изработки буквална смисла на зборот, рециклажа од биоотпад, значи има навистина убави производи кои што самите се потрудиле да ги направат и од една страна допринесуваат за тоа да се заштити и зачува животната средина, од другата страна помагаат практично да еден млад живот биде подобар и поквалитетен во иднина, да се спаси. Така, значи сепак младите имаат иницијатива која што може да го подобри општеството и сметам дека треба да бидеме повеќе засегнати или пак повеќе внимание да ни се обрне во однос на иницијативите како што го напоменав тоа, за да можеме да изреализираме уште повеќе проекти. Да. И мене барем лично многу ме радува кога гледам колку се активни, колку сакаат да помогнат и од повеќе перспективи, меѓутоа е ова за хуманоста и за тоа да од срце за Лео сите успееме да помогнеме и да се потрудиме да направиме нешто повеќе од себе, да излеземе од зоната на комфорт. Не мораше нели секој еден да се вклучи, меѓутоа со тоа што со толку ентузијазам тие од дента кога го направивме повикот за еден ден, успеа сето ова да го организираат и да го направат за да помогнат, укажува на тоа дека вие како наш помладок навистина сте иднината која што би сакали, во која што гледаме напредок на Македонија и на градот Скопје. Так. Да, сметам дека нашата младина има доста добри идеи кои сака да ги промовира на јавноста. Дали имате некои одредени проекти, например, каде што младите може да ја промовираат нивната желба за екологијата или нешто слично? Веќе отпочнавме со повеќе сериозни проекти кои што фаќаат и животната средина, меѓутоа и младинските движења. Прво, што туку
го најавивме и допрва ќе оди во јавноста најавата за првиот младински климатски хаб кој што се отвара во Македонија. Ова е една активност која што е поддржана од Обединетите нации, односно од UNDP во Македонија и е нешто што е од една страна иновација, меѓутоа опфаќа две перспективи, а тоа е од животната средина и младите кои што сакаат низ овој младински климатски хаб да работат на тоа да се справиме со иновативни идеи кои што нели нормално со јазот на генерациите кај вас со сите овие нови технологии кои што се достапни, некако мислам дека подобро ги прифаќате и доаѓате до овие иновации, ќе можат на едно место да се здружат заедно и да се работи на тоа да можеме да ги имплементираме што е можно побрзо и поефикасно во градот Скопје. Отпочнавме со акција во 23-те средни скопски училишта со парковите површини, кој што е еден сериозен проект, кој што опфаќа две компоненти. Едната е животната средина, засадување на голем број насадници, од друга страна е спортот и рекреацијата и обновување на делот од овие дворни површини во места каде што спортот и рекреацијата и здравиот начин на живот ќе бидат фокусот со реконструкција, изградба на нови игралишта, изградба на атлетски велотраки и така натаму и нешто кое што вашите соученици од секоја од средните скопски училишта го имаат потенцирано дека е нешто што им е неопходно за да можат што е можно поголема порција денот да го поменуваат надвор во дворот или пак во онај дел кој што го сметаат за најпријатен, да речеме, во училиштето. Апсолутно. Во кои места од Скопје од прилика се планираат овие проекти? Овие проекти сега што ги напоменав се во сите 10 скопски општини, затоа што нашите средни училишта на градот Скопје се во секоја од овие општини, со тоа што значи во Ѓорче Петров имаме едно училиште, 6 училишта имаме во општина Карпош, во општина Центар имаме, тука се Јосип Брз Тито, Корчагине тука, во училиштата во Драчево, во Шута Оризари, во Сарај, во Чаир, во Гази Баба исто така нашите средни скопски училишта, така да практично сите 10 скопски општини се офатени и сите наши 23 средни училишта. Дали пак средношколците кога е во тек овој проект, дали ќе помагаат всушност бидејќи во иднина, дали некако ќе помогнат во тоа со засадувањето на садници, да речеме, или со цвеќење, нешто слично? Да, активно се вклучени. Сега во првата фаза за училиштето со кое што отпочнавме, тоа е училиштето Кочорацин во Ѓорче Петров, се работи на реконструкција на парковата површина и на овие спортски игралишта и реквизити кои што беа потенцирани како најнеопходни од нашите средношколци. А во втората фаза, значи, пристапуваме кон тоа заеднички да имаме акции на зазеленување, каде што тие директно ќе можат да учествуваат во овие акции со тоа што, нели, од една страна ќе садат, меѓутоа од втора страна ќе работат заедно со тимовите кои што се од градот Скопје и од јавното предпријатие Паркови и зеленила на надградување на зелениот катастар. Тоа е една алатка која што овозможува практично да ги мапираме сите дрвца кои што се засадени, односно и сите дрвја кои што се засадени во градот Скопје и исто така една многу убава можност да секој од нашите средношколци си има по едно свое дрво кое што ќе го засади, кое што ќе го одржува, на кое што, да речеме, ќе му посвети внимание, кое што ќе може понатаму да го следи во текот на својот раст. Така, знаете отприлика колку дрва се во бројка кои што ќе бидат засадени? Па бројката е доста голема, се работи за илјадници садници, затоа што имаме 23 средни скопски училишта, каде што се работи не само за израснати дрвја кои што ќе се садат, туку исто така се садат и голем број на грмушки и нешто кое што е на доста голема површина. Еве само во училиштето во Кочарацин повеќе 1000 метри квадратни има на паркова површина која што овој момент се реконструира. Еден дел, како што напоменав, ќе има вело и атлетска трака која што е неопходна за таму. Реконструкција имавме сега скоро на кошаркарското игралиште, ќе се прават и уште две други дополнителни игралишта таму за вас како наши најмлади, односно за вашите соученици кои што учат во Ѓорче Петров. И исто така друга новина е што во сите средни скопски училишта ќе има надворешни фитнес зони со посебни реквизити. Веќе отпочнавме со имплементација во средното училиште Владо Тасевски, веќе
е во финална фаза, второто ќе биде во Кочарацин во Ѓорче Петров и продолжуваме понатаму во Карпуш, па евентуално ќе стигнеме и до Орца. Така, за колку временски период од прилика ќе трае проектот, ќе трае реализацијата на проектот? Па првата половина од овие 23 средни скопски училишта ќе се реализираат во наредните 2 месеци. Со тоа што се продолжува со овие останатата група од околу 12 од нашите училишта, некаде до пред крајот на сезоната, мислиме дека ќе бидат сите завршени и готови или пак во финална фаза, со тоа што се работи навистина за голема сериозна површина паркова што треба да се имплементира и многу е важно, најважен е вашиот инпут и да бидете вклучени. Затоа сакавме да фатиме сезоната и пред да заминете на летните распусти, односно пред да заврши школската година, за да може сите овие проекти во сите наши училишта да бидат завршени до јуни. Да, мислам дека е добра идеја да се вклучат средношколците во такви проекти. Мислам дека е добро за тоа што и сами гледаат каква е околината и мислам дека ќе помогнат да бидеме сепак едно од најеколошките места кои може да се најдат. Дали може да се одредува на некој начин најеколошко средно училиште? И така децата може ќе ги поттикнеме да се грижат за нивните училишта или пак да се обидуваат екологијата да направат нешто што е битно за нашето Добро, убаво е оно што го кажав, што го напоменав пред малку, дека од вас произлегуваат навистина прекрасни идеи и ето ова е една убава идеја која што можеме да имплементираме и која што ќе прифатиме како ваша од денешниот подкаст, да отпочнеме со акција на најеко средно училиште и можеби на најиновативна еко идеја која што доаѓа од младите од нашите скопски средни училишта, така да предлогот е прифатен. Фала. И еве да кажеме во наредниот месец да се обидеме да го имплементираме и да видиме што е она што ќе произлезе од ова вид на надпреварување во еко идеи и исто така во тоа кој од училиштата ќе понуди најдобра иновација на оваа тема. Со задоволство ќе учествувам. Супер. Да, моја претпоставка е дека навистина ќе има голем позитивен придонес. Доколку ние учениците се и важно е да се учествува, важно е да се надпреварувате, особено е важно кога темата, односно она за кое што работите, нешто што многу може да придонесе и за животната средина и за животот и здравјето на сите нас. А првенствено на вас, затоа што вие како ние сме тие кои што млади луѓе сте оние кои што мислам дека и најмногу можете импакт да имате во општеството. Да, така. Дали мислите дека возрастните, а и децата се не се доволно едуцирани во однос на еколошката свест? Добро, да, вообичаено велат луѓето дека децата се одраз на своите родители и на воспитувањето кое што го имаат. Вие како млади луѓе голем дел од своето време го минувате и на училишта и со своите врсници и со професорите кои што се обидуваат да ви пренесат одредено знаење. Исто така голем дел од времето го поминувате со родителите, меѓутоа и со вашите другари, пријатели, можеби и најмногу во оваа возраст и учите едни од други и најважно од се, да, родителите се пример за тоа како еден млад човек би требало да се однесува, меѓутоа исто така и треба да учите еден од друг од аспект на тоа што секогаш има некој кој што со своето позитивно или негативно однесување знае да поведе масата. Значи, ако имате некој од вас кој што се однесува несоодветно, а сите околу него молчите и не му укажувате, а знаете дека е погрешно тоа што го прави, практично допринесувате во тоа сето тоа да континуирано да продолжува, а исто така и дел од оние кои што се околу него да мислат дека можеби така и треба. Иако сте свесни, јас сум сигурна дека знаете која е разликата помеѓу доброто и лошото. Од друга страна, голем број од луѓето па и не сметаат дека е тоа нешто многу страшно, се додека не видите дека не ви се случува дома да шетате и некаде на средина на дневна соба да фрлиш шиша од Кока-кола или ѓубрето од тоа што си го јадел, а надвор кога ќе излезат немаат никаков проблем да го фрлат на несоодветно место. Имајќи во предвид дека кај нас санкционирањето не е нешто кое што е многу честа појава, за разлика од останатите држави, особено во Западна Европа, каде што недозволиво е да се направи такво нешто, доколку се направи, многу веројатно е дека ќе ве фатат при сторувањето, санкциите, односно казните се многу големи. Так. И луѓето и од една страна имаат свесност дека не треба да го прават тоа, а оние кои што немаат па ќе го направат се многу казнети.
и си ја учат лекцијата на, да речеме, на потешкиот начин, и тоа е кој ќе ги удриш по джеп, кој ќе ги изгубат парите кои што овој месец им биле планирани, не знам, да си купат нешто за дома или за било што имаат планирано, кој ќе треба да ги дадат на казна, нормално е дека ќе научат на потешкиот начин дека не треба го прават тоа. Мислите во Македонија доволно се санкционирани оние или пак треба да се зголеми бројот на инспекции или пак може да се покачи казната? Не знам, не сум сигурна што е решението. Ние како град Скопје поднесовме еден предлог закон за комунална полиција. Тоа е нешто кое што е општа и добра пракса во останатите држави и од регионот и пошироко и во Европа и во светот, како за пример еве Белград кој што не е така поблизу од околината, Истанбул, Подгорица, значи сите тие имаат своја комунална полиција која што работи исклучиво само на оваа тематика и се грижи да комуналниот ред во градот биде запазен и биде токму онаков каков што би требало да биде, и тие се оние кои што внимаваат и на санкциите и на тоа да може би опоменете некого кога ќе видите дека прави нешто и дека е од незнаење, не со намера и така натаму. Так. И кога ова е честа појави, луѓето знаат дека можно е да се случи, гледате и самите дека се обидуваат да не го повторат. Кај нас не знам дали се е до свесноста, затоа што навистина ние како држава секогаш, јас сум кажала дека сме држава и на паметни луѓе и на луѓе со добри идеи, и не верувам дека нема доволно висока свесност за тоа дека што јас знам ова не е добро и не треба да се прави. Знаат луѓето што е добро, што е погрешно, затоа што истиот тој човек кога ќе отиде во било која држава надвор од Македонија, нема да го направи истото. Значи они зимаат мастиката, ќе ја свитка во хартивче, ќе ја стави во џебот, ќе ја чува кока-колата или ќе ја стави во торба или ќе однесе токму на местото што е определено за да го фрли како отпадок, а тука кај нас вие гледате се вози во возило и да не му биде во кола го фрла низ прозор. Значи не знам што е, дали можеби е некој одреден степен на гнев, дали можеби е нешто кое што самите граѓани покрај тоа што знаат дека не треба да се прави, го прават. Сепак мора да постои таа свесност, таа најверојатно вие како наши иднини, како некои кои што се прво млади, паметни, едуцирани луѓе, ќе измеѓу себе во вашите микро средини ќе успеете со тоа што ќе се коригирате еден со друг, ќе го поправите со текот на времето. Можеби пак би изголемиле казните или санкциите како во останатите земји. Да земеме некој пример, како што го напоменавте. Еве ќе земам Швајцарија. Во Швајцарија таков однос не сме да се фрли ѓубри или така натаму. Дали можеби ако го спроведеме ние во нашата земја, како што рековте да го удриме под џебот човека, дали можеби тогаш ќе му текне да не го прави истото? Добро, има такви примери, со тоа што кај нас казните, не знам, не можам да кажам дали се високи или не се, генерално за она што е нашиот стандард, тие најверојатно се во рамките на тоа кое што би требало или би било вообичаено да ги има како такви, меѓутоа за тоа треба сериозни капацитети, ресурси треба луѓе кои што ќе одат и ќе се санкционираат за оваа работа. Кај нас како и се останато, системот некако недостасува во рамки на институциите, затоа и се обидовме со овој закон кој што го доставивме и до владата и до собранието, да се најде механизам како да може оние кои што го прекршуваат законот да бидат соодветно санкционирани. За жал се уште не е влезен тој во соодветна процедура, ама доколку нема систем и доколку сите знаат дека го нема тој систем, нормално е дека го одбираат најлесниот начин, а тој начин е да не се грижат едноставно и викајте, нека го мисли некој друг или нека го собере некој друг. Знаете, сме имали такви случаи каде што од повеќе катници луѓето кесата од ѓубре кој што би требало најверојатно кога ќе излезат да отидат и да депонираат во контенер, дури низ прозор ја фрлаат, без да размислат не само што прават на животната средина, него ни дали поминува некој можеби родител со мало дете пред зграда, па дали можеби ќе повреди некого со тоа што го прави. Бројни ситуации имаме што ги пријавуваат во град Скопје од несовесни граѓани, меѓутоа сепак комплексна е темата и треба сите да работиме. Да повторам, не само тоа што треба како родители да ги воспитуваме секој своето дете на кој начин и низ личен пример како треба да се однесува, и вие можете во својата средина да придонесете меѓу своите врсници да знаат не само што е добро, што е лошо, туку и да знаат кога нешто ќе сгрешат, можеби несвесно, дека не треба веќе тоа да го прават. Така. Кога сме веќе кај корпите за отпадоци во градот, може да се каже дека Скопје има доста видови на различни
корпус за отпадоци. Дали со ова се има проверено кој, да кажам, контейнер е најефикасен и кој е најпрактичен, или пак дали треба да се смени еден да биде во цело Скопје? Добро, има. Ова е повторно нешто што е низ текот на годините континуирано се менувало. Различни луѓе имале различни идеи и замисли за начинот на кој и во каква форма ќе се депонира, нели, отпадот, како ќе се собира и така натаму, и сето тоа е било предмет на повеќе мини реформи, ако можам така да го наречам. Не знам која од нив може да се оцени како најдобра. Меѓутоа, сепак, јас не би одела во тоа дали не би одела во формата, би одела во суштината. Мислам дека многу повеќе треба да се посветиме на тоа да се изнајдат механизми за како да се рециклира, како да се двои отпадот од оној кој што може да се рециклира и од оној кој што не може да се рециклира, практично да се намали количината, односно волуменот на оној кој што треба да се депонира на отпад, а оној кој што може да се рециклира да се реупотреби. Потоа, ние правиме некои чекори во оваа насока. За прв пат 2 биокомпостари имаме во градот Скопје, каде што сето она што е отпад од, односно како суровина, произлегува од овошје, од зеленчук, од биопотекло, може да се рециклира и да се реупотреби. И тоа е еден, мислам, позитивен чекор вака кој што го правиме. И втората работа која што е во таа насока е првата биотехнолошка лабораторија во Македонија и во регионот. Таа биохак лабораторија е нешто за кое што добивме признание во минатата година и во Обединетите нации на КОП28 со еден младински проект со учество, затоа што оваа биотехнолошка лабораторија се наоѓа во нашето средно училиште Марија Кири. И исто така добивме едно признание од страна на еден форум на над 100 градоначалници кои што беа присутни, каде што од земјите кои што беше организирано од страна на Обединетите нации, повторно UNDP, во соработка, нели, овој проект го правевме тука во Македонија со УНИЦЕФ. Мислам дека голем број на сите оние кои што беа присутни го препознаа и го поздравија како едно од најиновативните решенија во изминатата година во делот на рециклирањето и реупотребата. И вака сега за млади луѓе како што сте вие, една фантастична презентација, и ве охрабрувам и како средношколци и како иницијатори во своето средно училиште да потикнете да одите да ја посетите оваа лабораторија во Марија Кири. Таму има 2 дела, од 2 дела е составена. Едната страна е од делот на практично биотехнолошкиот лаб во делот кој што работи на рециклажа и реупотреба на биолошкиот отпад. Младите кои што се на ваша возраст од хемиското училиште произведуваат етерични масла, парфеми, кеси за една употреба, разни сувенири и голем број на работи кои што понатаму се корисни, а се прават од нешто кое што во редовно, најверојатно пред да биде достапна оваа биолабораторија, би се фрлиле како отпад. Так. И втората страна, која што исто така многу интересна и многу забавна, е форензичката лабораторија. Тоа е она која што го гледате обично по филмовите, нели, начин на како да се истражи во делот на форензиката, како една крими лабораторија, криминолошка за истражување лабораторија, и многу интересно и забавно, особено за младите на ваша возраст, да отидете и да се обидете да научите нешто ново, и можеби некој ќе се инспирира понатаму во животот да си ја најде својата една професија во една од овие 2 сфери на работата. Дефинитивно ќе дадеме предлог во нашето училиште да одиме да ја посетиме лабораторијата. Ќе прашам во однос на рециклирањето. Македонија сметам дека може повеќе да рециклира отпад. Претпоставам само 1% од целокупниот отпад кај нас се рециклира. Како да го зголемиме процентот? Како да ги поттикнеме луѓето повеќе да селектираат? Тоа е дел од нивото на свесноста. Прво голем дел од граѓаните не знаат што од она кое што го користат во секојдневието може да се реупотреби или да се рециклира, што не може. А од друга страна пак немаме национална стратегија за истото.
Генерално тоа сме го виделе до сега многу пати да не е доволно една единица на локална самоуправа или пак две од 81 да отпочнат да се занимаваат со одредени работи, доколку јас стално тоа го кажувам, една градија сите останати рушат, вие не можете да добиете соодветни резултати. Затоа важно е да се има една сеопфатна стратегија каде што сите ќе можат помалку да придонесат и тогаш резултатите ќе бидат видливи, а кога има нешто што како резултат е видливо, веќе и импактот е поголем, меѓутоа и мотивацијата е поголема и кај луѓето и кај младите да продолжат да се занимаваат со тоа од кое што ќе можат да видат дека има некаков резултат од нивната работа. И генерално сите обиди до сега на оваа тема, мислам дека се неуспешни од тоа што сите кои што се вклучени се демотивираат кога ќе видат дека е баш некој можеби минимален одзив има или пак можеби она кое што како резултат го добиваат не е доволно силно како влијание за да може да се покрене еден бран на луѓето да активно се вклучат во сите овие акции. И затоа сметам дека е неопходно да се направи една национална можеби стратегија. Ние не сме нешто преголема држава во која што не може тоа да се направи. Верувам дека на оваа демографска поставеност која што имаме, на бројката што имаме, дека не би требало тоа да е нешто прекомплицирано. Меѓутоа за сето тоа треба да се направи една солидна анализа, да се видат кои се параметрите, располагаме со најнов попис. Значи информациите, податоците треба да се стават и системски да се понуди решение на кој начин во целата држава да се справиме со тој отпад со кој што го генерираме, а може да се реупотреби и да се рециклира. Малку да преидеме кон автобусите. Дали може да ни кажете кога последен пат сте ги употребиле нашите јавни автобуси? Ако се Па јавниот превоз некаде пред повеќе од една година. И мене ми е многу жал што кај нас во Советот на град Скопје не сообрасили советниците да гласаат за тоа да имаме и нови и ефикасни и еколошки пред се возила, автобуси за нашиот јавен превоз, затоа што тоа има во повеќе аспекти има додадена вредност. Значи, од една страна, да речеме, вие како средношколци се користите со јавен превоз, имате бесплатен јавен превоз, студентите исто така, голем дел на граѓани и сакаат да го користат. Тоа е еден алтернативен начин на превоз со кој што би требало и има можност и поефикасно и побрзо да се стигне онаму каде што сте тргнале, доколку ние ги имаме соодветните основни средства за тоа. Соодветни основни средства за јавен превоз е автобусот. Доколку ние имаме амортизирани стари автобуси кои што не сте сигурни дали ќе стигнат на време, кои што ги немаме во доволен број, а бројката која што треба да се постигне во наредните 2 до 3 години треба да се сменат околу 250 автобуси, за ние не да го одржиме, туку да го подобриме квалитетот на оно што го имате како јавен превоз во овој момент. И еве веќе повеќе од 18 месеци како точка го ставам пред нашите советници во град Скопје и упорно не се гласа тоа да можеме да набавиме нови екоавтобуси за сите наши граѓани. Вистина, мислам дека како средношколци доста сме засегнати за оваа тема, бидејќи сите генерално одиме со нашиот јавен превоз и сметаме дека треба да се случи тоа да има некакви промени. Ако зборуваме за екоавтобусите, може да ни кажете на како одреден начин ќе работат тие или како работат во другите држави? Има повеќе примери како тоа се спроведува, она кое што беше направено во минатата набавка кога беа практично донесени автобуси кои што се со екотип, тие се ЦНГ автобуси кои што имаат ниска емисија во воздухот и многу се можеби и по-добри, по-квалитетни од она кое што го имаме во моментот, кое што се движи на оние класични традиционални енергенси. Од друга страна, да, секогаш да имате нешто ново е подобро, затоа што не треба да вложувате толку многу во одржувањето и ќе ги намалите таму трошоците, меѓутоа подобрата и попозитивната страна е што кога тие се помалку загадуваат или имаат, а целиме кон тоа да имаме нула емисии на загадување во воздухот,
мислам дека неизбежно е да се насочиме кон тоа целосно да го трансформираме јавниот превоз и тоа да биде значи со вакви возила кои што се на алтернативен погон. Дали ќе биде тоа на ЦНГ, на газ, односно дали ќе бидат електрични возила. Јас сметам дека тоа е една сеопфатна стратегија во која што нели треба или едниот или другиот правец или можеби комбинирано да се опфати, меѓутоа мора да се направи. И неизбежно е ако сакаме нели и за вас како млади луѓе и за сите останати да направиме да биде јавниот превоз и побрз и поквалитетен, навремено да си доаѓа, значи да не чекате подолго време од тоа што треба. И во овој момент автобуските линии стигнуваат до некаде. Оно што го имаме како студија за начинот, односно каде се сообраќаат автобусите, е од пред повеќе од 40 години. Од пред 40 години до денес градот се има многу развиено, градот има пораснато, одредени населени места пред 40 години не ни постоеле, одредени населени места сега во овој момент се драстично поголеми од тоа што биле пред 40 на 50 години. И сметам дека од таа причина треба и целиот систем да биде ревидиран. Ние работиме на тоа во завршна фаза сме практично на студијата која што укажува каде треба повеќе да имаме автобуси, каде треба да се намали, можеби каде треба да се продолжат линиите за сите оние кои што се во некои од населените места кои што се поодалечени да не одат пешки по 2-3 километри. Ама основен предуслов за сите тоа да се реализира е да имаме нови автобуси, затоа што овие сега што ги имаме се со просечна старост од нешто кое што секој момент може да почне да откажува. Така, ќе се надоврзам тука, има и втора причина зашто ни требаат повеќе автобуси, а тоа е гужвата. Дали ни требаат повеќе автобуси или да, пак? Да, апсолутно ни требаат повеќе автобуси. За оптимално да функционира јавниот превоз во овој момент ни требаат минимум уште плюс 30 автобуси да имаме вклучено во јавниот превоз, затоа што нашиот град расте. Доколку ние според пописот сега во овој момент имаме околу 650.000 жители во градот Скопје, што е официјалната бројка. Неофицијалната бројка укажува на тоа дека согласно нели оние трансакции што ги имат граѓаните кои што се лечат во градот Скопје и така натаму, дека мигрираат од други градови и заминуваат. Бројката е некаде околу 980.000, што е многу близу до милион, што значи дека повеќе дури од половина од населението на цела Македонија живее во градот Скопје. И од таа причина, таа бројка која што до претходно можеби не била нешто оптеретувачко за јавниот превоз, сега во овој момент е навистина важно да направиме да се надополни за да може луѓето и граѓаните да бидат задоволни, да може да функционира нормално, едно да нема гужви, второ да бидат еколошки како што споменав и трето да не се чека по автобуските станици, затоа што е големо оптоварување кога вие сега во оваа фаза еден автобус да се расипе, вие веќе имате дисбаланс во целото движење на мрежата на јавниот сообраќај и граѓани ќе чекаат на таа станица повеќе, следниот ќе биде преполн, ќе бидат незадоволни и така натаму. Така, има ученици доцра на училишта, нели ги запишуваат неоправдани и така натаму. Да. Кажуваме ние како средношколци, сега некој нема да ни верува, некој ќе не веруваат дека автобусот се расипал или не дошол или знаете како за ова имаме систем кој што со GPRS ги следи и може да се види точно кој автобус каде, зошто е, дали доцни, колку доцни и така натаму, значи следлива е таа работа и може да се види. Меѓутоа имате нешта кои што се непредвидливи. Некогаш и тој да е на линија и да е токму точно на време, доволно е да има една сообраќајна незгода на патот, доволно е една делегација да поминува низ градот, доволно е некој од овие политичари што ги гледате кој излегува од својата канцеларија, па нели многу јака фаца исклучува семафори на копче со полиција за да помине побрзо, нели да не доцне таму кај што тргнал. Вие да имате целосен дисбаланс во целиот сообраќај и имате сообраќајни хаоси кои што предизвикуваат и да доцнат автобусите и да се креира гужва и незадоволство што не би требало да се случува, особено не затоа што ние и како град и како луѓе би требало малку поодговорни да бидеме, особено јавните функционери, и да не се злоупотребуваат позицијата за нешто кое што во останатите држави гледате дека не се прави. Да. И има протокол и правила како тоа би требало да се направи и во кои случаи. И сега повторно да кажам, не е убаво, не е пријатно чувството, не само за вас да доцнете на училиште, туку и за било кој еден граѓанин да доцне на работа или пак да се гужва во автобус, макар и нели нормално ќе стигне на време.
И затоа еве повторно апелирам и кон вас и вие разговарате со сите кои што ви се соученици и низ јавноста и се коментира тоа. Треба да се издействува, да се изврши притисок врз тие 45 советници кои што седат во градското собрание, кои што би требало да гласаат и веќе 18 пати пред нив се нашла на дневен ред на седница да гласаат за тоа да имаме нови автобуси во градот Скопје и тие упорно не гласаат за тоа и покрај тоа што тоа е во нивен, ваш и сечив интерес. А која е причината да не гласат? Зашто? Па причината е најмногу инат. За жал. Политика и затоа што некој така им рекол. Инаку генерално секој кој што е со здрав разум ќе рече па не требаат автобуси, мора да ги набавиме. Ете, дајте за луѓето да имаат. Јас дури им понудив самите да изберат во која банка ќе се финансира, самите да изберат како ќе изгледаат, на што погон ќе се движат, да ги направат условите, да направат спецификација, значи на како би требало практично да токму специфично да изгледаат тие автобуси, и ако на минатиот пат кога се набавувале пред 5 години немало никаков проблем да се договорат и да го изгласаат, сега еве мистериозно веќе втора година не сакаат да гласаат. А сите знаеме дека ви треба тоа, секој го бара како основна потреба. Тоа е посериозен проблем, да. Секако на граѓаните од Скопје мислам дека им треба нов јавен превоз, а и добра е идејата да се оформи и сама своја лента за автобусите. Мислам дека така ќе биде побрзо и поефикасно. Но што е, тоа треба да се оформи цела нова лента на улиците. Дали тоа ќе направи некаков голем проблем со зеленилото кој од страна или како тоа ќе се реши? Па во овој момент има сообраќајно решение кое што возможува да се користи единствено третата лента за автобускиот превоз и за екотакси превозот. Меѓутоа, повторно за жал, тоа е нешто што кај нас системот не го решава. Односно, ние знаеме, вие знаете дека таа лента треба и би морало да се користи само за јавниот превоз и само за ековозила или пак за таксистите. Меѓутоа, гледате дека има многу фраери кои што сакаат да си остават колата пред кафич, да излезе да седи, да гледа возилото, сите да го гледаат додека он пие кафе, секој да види со што кола дошол, па ќе остане насред Партизанска и така натаму. И никој тоа нити го санкционира, нити го отстранува од таа лента која што генерално би требало да се користи исклучиво за сообраќај. Едно, го попречува патот на јавниот превоз, второ, го загрозува и животот на граѓаните и во сообраќајот може да креира нешто што е со посериозни последици затоа што се паркирал таму каде што не му е местото. Ама за тоа треба да постои соодветна санкција и нели нормално да нема она сега ќе видиш ти ја кога знам ќе му се јавам. Ќе се јави на некој што го познава, ќе дојдат, ќе завршат работа и ќе се заменат, нити ќе го казнат, нити ќе го отстранат, ќе си остане он да пие кафе на Партизанска или на било која улица кај што си одлучил, блокира булевар. И тоа се тие, ја што викам, наши болести на малограѓанштината, што никако да си ги искорениме. Доколку постои систем, ти да нема на кој да му се јавиш и да нема кој да ти помогне, да си платиш казна, да го отстранат возилото, нема веќе никогаш да го направиш. Така, ќе се надоврзам тука, секој сабајле одам на училиште со велосипед. Покрај велосипедските патеки, што, ајде, во центар да кажам, каде што живеам, ги има, можам да кажам дека ги има, Девар малото едел, но што ако ги има кога таа патека е блокирана од автомобил? Возила, да. Кој што седнал нели да пие кафе и сега јас го ставам мојот живот во опасност, треба да излезам на улица, како би можел да го продолжам мојот пат. Ете, тоа е тоа. Затоа што некој му дозволува. Во суштина, тој не сваќа дека утре може да е неговото дете или неговиот брат и неговиот живот да биде во опасност од тоа што треба да излезе од велосипедската патека затоа што тој се паркирал да пие кафе. И не се работи само за тоа дека вие како млади луѓе со велосипед се движите, значи има млади мајки со дечиња кои што се движат по пешачките патеки кои што се окупирани од страна на возила. И јас разбирам дека прво нема да те видат кога ќе дојдеш со колата, ако не се паркираш точно да влезеш во кафич со сенеа. Од една страна, од друга страна, може ќе треба малце да поодиш, да стигнеш таму кај што си тргнал. Трето, ако сакаш да одиш во центар на кафе, ќе се паркираш на паркинг, ќе си пуштиш порака и ќе отидеш ќе испиеш кафето доколку си одлучил, ама правила мора да постојат и тие мора да важат за сит, а не само за оној што има кај да се јави или за оној кој што, не знам, има скапа кола, па сака да ја стави каде што на него му е кеф и нема никој да се усоти да му ја помести.
Значи правила мора да постојат и тие треба да ги почитуваат сите. Ама од друга страна тоа не може да се имплементира се додека оној што треба да казнува и оној што треба да ги отстранува од таму, тоа не го прави. И луѓето најмногу на тоа се нервираат. Не се нервираат најголемиот дел од нив што ќе му се отстрани возилото, него се нервира затоа што има 20 коли до него, што никој не ги чепка, а за неговата баш ќе се фатат, ќе ја тргнат и целта не се постигнува. Повторно е полна патеката, а отстранете, да речеме, само оној што нема врски да се јави за да не го казнат. Да, за жал и апелирам да се зајакнат казните или пајак службите, како би можело барем да почне да се решава тој проблем. Пајак службата не функционира, значи сама. Пајак службите функционираат на исклучиво на повик на Министерството за внатрешни работи и доколку МВР се оние кои што ќе детектираат дека некој треба да се отстрани или да се санкционира, на нивен повик тие работат и функционираат, инаку сами може да отстрануваат само од зелен појас, од зеленило или непрописно ставени на локација или на место каде што е паркинг зона обележана на градот Скопје. Инаку останатото е во соработка, односно во надлежност и по иницијатива на Министерството за внатрешни работи. Така. Може ли да поразговараме малку за депониите? Во каква состојба се и колку често се, нели, знаеме дека во скоро беа чистени од ваша страна. Каква е нивната состојба генерално? Моментално. Да. Ние пред 2 години некаде исчистивме над 220 диви депонии, што е една навистина огромна бројка. И продолживме со отстранувањето на сите овие отпади и депонии стигнавме до бројката на 280. Од тогаш сметавме и мислевме дека е нешто што е одговорно затоа што ние под наша надлежност немаме имот на град Скопје, односно тие депонии каде што биле затекнати, што сме ги чистеле се или надлежност на општината или пак се приватен имот. Меѓутоа за да направиме еден пресек и да отпочнеме со нешто што со сопствен пример ќе покажеме дека е една добра практика, одлучивме да исчистиме и да укажеме на тоа дека тие површини треба да се рехабилитираат и да преминат или во зелени површини, или во паркови, или пак во игралишта, во спортски содржини, а не во депонии. Покренавме и сопствен пример, каде што дел од нив ги трансформиравме во паркови, како што е мегапаркот во општината Ѓорче Петров, кој што беше прв од 5 мегапаркови кои што го отпочнавме. Таму исчистивме депонија на површина од 50.000 метри квадратни, со висина од околу 20 на метри, и сега на тоа место има навистина еден преубав мегапарк, кој што е многу убаво место и за минување на слободното време и за рекреација на жителите кои што живеат во тој дел на градот. Меѓутоа и продолживме со голем број на други паркови површини, со рехабилитирање на зелени површини, садење на нови садници, така натаму. И можевте да видите дека во скоро време повторно гледаме дека тие локации наместо да бидат зелени површини, повторно некој си прави лукративен, прави бизнис практично со тоа што си ги креира и пак се прави во нив депонии и дури наплаќа за истото. Да. Што спомнавте за мегапарковите, во најава се уште 4, еден е веќе од нив направен, а другите се во најава. Мегапаркот во Ѓорче Петров е направен, во аеродром исто така е направена парковата површина 27.000 метри квадратни. Во Чаер, значи, направена е парковата површина, сега се работи на дополнителните содржини, како што се тартанизирање на спортските површини кои што ги имаме таму, поставување на реквизити, направен е паркот за миленици и треба да се доработат дел од останатите дополнителни практично содржини за рекреација на жителите. Со делот на садењето е завршено и со зелената површина. Отпочнавме со мегапаркот во општината Карпош, кој што ќе биде еден од поголемите мегапаркови. Тој ќе има 82.000 квадрати и еден сериозен, навистина многу убав мегапарк, кој што веќе го отпочнавме. Таму површината мислам дека треба некаде да биде готова при средината на оваа година. Исто така во Кисела вода отпочнавме со паркот. Во овој момент на еден дел работиме, на еден дел се решаваат некои имотно-правни прашања кои што ги има, затоа што тој потегне наштуку во соработка меѓу општинска и со општината Кисела вода, па се надеваме дека ќе го разрешиме сето на таму што го затекнавме на терен. И последното во општината Гази Баба, практично од другата страна на реката Вардар кај аеродром, она зона што беше наречена, така наречена порано како депонија Вардаришта,
ја затворивме и отпочнуваме со тоа еден простор од 240.000 метри квадратни. Таа е големината колку целиот градски парк во центарот на градот, каде што ќе биде оплеменето голем дел со спортски терени, спортски игралишта, еден дел ќе биде околу 60.000 квадратни метри мегапарк и останати содржини придружни за да заживее практично тој дел на градот и да биде навистина убаво место кај што ќе можеме го праќаме своето слободно време, а до скоро, значи до пред 2-3 недели додека не го затворивме комплетно, беше континуирано место каде што повторно несовесни и граѓани и фирми, правни лица носеа, фрлаа отпади, палеа, имаше нонстоп поплаќи од граѓаните и едноставно требаше еднаш да се заземе став и да се затвори затоа што требаше повеќе институции да работат заедно. Ние се обидувавме подолго време да пристапиме кон тоа, за жал немаше слух кај останатите, постојано се провлекуваше и се одолговлекуваше истото и одлучивме на крајот да го правиме самите. Ги имат ли казнат оние кои што го правеле тоа? Па ние секој кого што ќе го затекнеме го казнуваме. Значи санкциите прво се нормално парични, а понатаму за оние кои што се навистина сериозни загадувачи, веќе отпочнавме и со големи не само големи казни парични од аспект на тоа доколку е правно лицето, туку и со кривични пријави. Едно таа беше првата кривична пријава воопшто што е покрената за ваков тип на загадувач, а тоа е за цементарницата Усија, од која што повеќе кратно, континуирано сме спровеле мерења, од кои што дел беа заеднички со Министерството за животна средина и оние податоци и анализи кои што ги добивме во суштина од мерењата што таму беа спроведени, покажа над 2,5 пати повеќе од дозволеното, од максималната горна граница, повеќе на загадување во воздухот, при тоа се одвива 365 дена во годината, 24 часа секој ден. И е навистина нешто што е сериозно и еве чекаме останатите институции да си постапуваат по овој случај. Ова е нешто кое што е прво е загрижувачки, едно е недозволиво, второ квалитетот на животот на сите нас во градот го нарушува. Точно. И трето, значи мора да се почне и секој еден да се санкционира доколку се утврди дека има вакви надминувања кои што се енормни и кои што не се денеска само или утре, туку се 365 дена во годината. Така, па можеби следна зима ќе очекуваме почист воздух. Па јас можам да кажам дека сум исклучително задоволна од резултатите кои што ги имаме. Ние следиме секоја година колку денови има на загадување во главниот град. Тие мерења индикатори можете да ги добиете на ниво на целата држава и нели нормално затоа што сме во градот Скопје и јас како градоначалник на градот Скопје сум фокусирана на тоа градот да не биде поубав и почист. Успеавме со сите овие мерки, нормално треба многу повеќе и акција треба од сите, значи не само од градот, не може само градот да работи. Така граѓаните. Имате Министерство за животна средина, имате Државен инспекторат за животна средина, имате општини, имате општински инспекторати, значи имате Министерство за внатрешни работи. Сите треба заедно да работат, секој еден што ќе го фатат во ваква активност да биде санкциониран. Не може само еден да го прави тоа. И сега во нашиот случај ние отпочнавме со сите овие активности, ги исчистивме дел од депониите, иако еве гледате некој се обидува за пари повторно да ги прави, отпочнавме со санкционирање на 10-кратно имаме повеќе излегување на терен, изнаоѓање на загадувачи, казнување, покренавме еве кривични пријави за загадувачи и така натаму. И она што го видовме дека во овие 2 години, за разлика од 21-та, 20-та, 19-та, 18-та, 17-та година, бројот на денови каде што прагот на загадување ја надминува границата која што е на дозволеното е преполовен. Што значи дека доколку до 2021, односно до 2022 година, исто имале во текот на годината 130 денови од 365 каде што се надминувало загадувањето, го надминувало прагот, сега се надминуваат 60, 70, максимум до 80 дена во годината, што значи дека се скоро и преполовени. И исто така оно што не радува е дека ако успеавте можеби во 21-та година да видите дека надминувањето доаѓало до 700, 1000
надминување над дозволеното, сега во овој момент се некаде околу 150 до 250, што значи дека не само што е намален бројот на денови, туку и магнитудата на загадувањето не е толку како што било тоа пред 2 години. Така, значи за следна зима да очекуваме барем преполовина. Да очекуваме ако сите активни чинители се вклучат, да. Што значи дека не е недостижна таа цел. Тука дека само сите треба активно да работат на тоа, туку навистина наверуваат и сакаат да работат на тоа. Ние не можеме нешто да направиме доколку некој мисли како да земе денеска 50 евра да стави во джеб да биде корумпиран со 50 евра, а не мисли на тоа дека утре неговите деца кои што се на ваша возраст или некој од неговите блиски треба да живее тука и можеби ќе се разболи од некоја од посериозните болести кои што нели тешко се лекуваат како последица на ова загадување што го имаме во градот. Има и големи стапки на смртност, особено поради загадениот воздух. Дали при крајот на ова емисија може да завршиме со една кратка игра која смисливме јас и Марко, а тоа е или. Односно, од две понудени вие треба да изберете само едно. Ајде. Да почнеме со точак или такси? Сега ова или тешко, јас би рекла пешки. Добро. Водно или парк? Многу тешко прашање ова двете. Двете, добро. Никој не ви е помило од едното од другото? Па и двете имаат своја убавина, и двете се пријатни, и двете се нешто од, можам да кажам, можеби најатрактивните места кои што ги имаме во градот, нели? Водно, паркот и матка се нешто кое што за нас како скопјани е баш обележи каде што можете и убаво квалитетно да си го минете слободното време во Скопје и мислам дека не би можело да се одлучам. Сарма или гравче тапче? И двете. Да. Тешки овие или. Да, ова тешка. Да. Малку требаше и да има. Странски или македонски артисти? Македонски. 100%. Да, слушнавме и дека имате некои одредени омилени артисти во однос на македонските, ке ни ги... Да ви кажам искрено, од минатата година за нова година, прв пат отпочнавме со тоа да за нова година имаме исклучително македонски изведувачи. И јас верувам дека можеби сте информирани, не сум сигурна дали сте или пошироката јавност. Минатата година исто така успеавме да направиме еден многу сериозен успех, а тоа е градот Скопје да добие една од најпрестижните титули во таа област, а тоа е Европска престолнина на културата од страна на Европската комисија, односно од Европската унија сме прогласени за носител на титулата Европска престолнина на културата и тоа е нешто што ќе се одвива почнувајќи од сега, од почетокот на 24-та година до 2028 година, кога практично е финалето, односно кога официјално таа година сме носители на таа титула. И она кое што ние одлучивме како град да го презентираме на ова, ако можам да го наречам надпреварување, затоа што како едни од оние кои што се надпреваруваа за да станеме престолнина на културата, во финалето бевме со градот Будва. Иницијативата ни беше да имаме во својата основа македонските уметници, уметноста, културата, изведувачите и сето тоа да има некоја одржлива компонента, односно нишката на животната средина, на чистото, на еколошкото, на рециклажата да биде во суштината на сите проекти кои што ќе ги работиме. И верувам дека ова е нешто најиновативно до сега што е направено. Дури жирито таму не изгласа со 9:0, што беше многу голем успех и редок случај до сега. И минатата година беше со наши македонски изведувачи, оваа година беше со македонски изведувачи 14 дена. Така да сега сакаме да го пресликаме тоа, да биде во текот на целата година и да имаме наши македонски изведувачи, артисти, не само музичари, туку од сите сфери на уметноста и на културата кои што ќе можат да се представуваат во текот на целата година. И имаше фантастични, јас бев воодушевена затоа што голем дел од овие наши изведувачи покрај тоа што навистина ми се допаѓаат, не сум имала можност да ги слушнам како пеат во живо. Мислам дека сите беа воодушевени од нив, 2 бона беа многу добри. Морам да кажам, беа фантастични, секој од нив многу добро, мислам, многу добро им беше изведбата која што има година. Така, воедно им даваме шанса нели на македонските артисти да се истакнат затоа што сметам дека ќе земам пример во Македонија, не се оноку истакнати колку што заслужуваат.
Да, па и голем дел од нив кажуваат и дека многу поценети се некогаш кога ќе излезат надвор од нашите граници, отколку кај нас, па тоа е нешто кое што па и останатите го кажуваат кога ќе дојдат во Македонија, дека во нивните држави се не толку популарни колку што се кога ќе дојдат овде. Меѓутоа сепак мислам дека за нас приоритет треба да биде нашето, затоа што имаме исклучително талентирани, квалитетни и музичари, и луѓе кои што се работат и со литература што се занимаваат, и со уметноста, со сликарството, со вајарството, имаме сега една можеби специфична ситуација каде што ќе имаме можност да направиме квалитетна размена со оние кои што се во делот на филмот, да ги прекажат и да ги прикажат своите дела надвор од границите на нашата држава и ќе се обидеме да ги поддржиме во истото. И имаме доста квалитетни соработки што мислам дека ќе успееме да ги испромовираме и надвор од границите на нашата држава, меѓутоа првенствено да се обидеме тука пред вас да ги презентираме, затоа што голем дел од вас и вие како млади луѓе, можеби и како и останатите, немате можност никаде да ги видите за да знаете што значи квалитет кој што го имаме ние кај нас од Македонија. Така, во наша држава не си ги знаеме. Значи нешто сериозно нешто има тука. Така. Фала ви многу на одвоеното време, а и на одговорите на овие прашања. Фала ти многу. Прво можам да кажам дека ми е исклучителна чест што сум ви гостин на првиот подкаст кој што го направивте. Се надевам дека проектот ќе ви биде ултра успешен, особено затоа што има две многу важни теми. Едната ве опфаќа вас како млади луѓе, а втората е опфаќа животната средина. И мислам дека со тоа што ќе го направите, ќе ги поттикнете сите кои што се на ваша возраст, па можеби и повозрастните, ќе може да научат нешто, да видат нешто ново, да слушнат нешто ново и можеби да се мотивираат да направат нешто подобро понатаму во живот. Ви благодариме што бевте наш гостин и вам ви благодариме што ме гледавте. Поздрав.